дали барем Ферид Мухич го вративте назад во јатото кој што ќе ги поддржи уставните промени? Прашањето е преголемо и мислам дека би било честно, ако не верувате, да се тргнете. Тоа е порака за Мухич? Мислам дека можете да ја толкувате како сакате, ама прашањето не е споредно. Вчера видов на една од мејнстрим телевизиите во Македонија, Александар Каржаловски, како вели дека пораката од сето ова што деновиве го гледаме, води кон тоа дека можеби следните месец-два треба да се искористат, како што вели, да се репреговара нешто од договорот. Првиот збор што ми дојде на ум е одговорност, односно неодговорност. Премиерот го слушаме, вели, за мене важи презумцијата на невиност до моментот на правосилна пресуда. Се додека Османи не е правосилно осуден, тој е невин. Но зошто, например, тој принцип не го применивме на Никола Груевски? Никола Груевски замина од политички причини од премиерската позиција. Тој не замина затоа што беше правосилно осуден. Нормално е во систем што функционира на база на сите се еднакви пред законот, да бидат под истраги и луѓе што се актуелни и функционери, не само поранешни функционери. Тоа е нашата иднина. Да, до кога зборуваме и во рамките на тие принципи, еден од принципите е и презумцијата на невиност. Овде немаме ни обвинение.